Дури 85% од граѓаните се незадоволни од тоа како владата ги троши парите што ги собира од даноци, покажа најновата анкета на Асоциацијата Зенит. Во првите 6 месеци од годинава државата собрала 20 милиони евра повеќе од персоналниот данок, кај кој се воведе втора повисока стапка од 18%, но парите не завршиле на вистинските места. Поради бројните скандали со корупција, злоупотреба на буџетските пари, набавките на луксузни автомобили и други стоки, како и нереално високите патни трошоци, испитаниците се скептични дека она што е дополнително собрано во државната каса ќе се потроши за социјално загрозените граѓани. Тоа кажува дека државата или треба подобро на граѓаните да им објасни како овие дополнително прибрани средства се трошат, или дека можеби треба да пристапи и кон некои законски измени за да се, можеби измени во начинот на кој што се мониторира трошењето на јавните средства, за да се осигура дека тие завршуваат онамо каде што навистина треба да завршат. Дури 2/3 од анкетираните граѓани сметаат дека даночната реформа не довела до намалување на јазот меѓу најбогатите и најсиромашните. Предлагаат членовите на социјално загрозените семејства да плаќаат помалку данок на доход. Некои од аналитичарите пак сметаат дека воведувањето на повеќе прагови за повисоки стапки кај персоналниот данок можеби ќе резултирало со поголеми ефекти. 3/4 од анкетираните граѓани изјавиле дека би поддржале модел во кој што со пониска даночна стапка се одначуваат домаќинствата кои што имаат издржувани лица. И тука пред се изјасниле за тешко болни лица со попреченост, а во помала стапка поддржуваат ваква привилегираност и за домаќинствата со деца и домаќинствата со лица приматели на социјална помош. Ако ги следиме и компаративно искуството од балканските земји, дека прогресија која што ќе биде на повеќе нивоа, повеќе стапки, иако посложена ќе биде, ќе даде значително подобри фискални ефекти и ќе значи прибирање повеќе данок. Од една страна, од друга страна и товарот нема толку многу да се осеќа, бидејќи овој скок од 10 на 18 е прилично стрмен. И се покажа и во литературата дека е дестимулативен, односно секој се обидува да го одбегне оној праг кој што ќе значи прескокнување на товарот до 80%. Прогресијата кај персоналниот данок не предизвикала поголема даночна евазија како што некои очекуваа, велат од Зенит. Сепак граѓаните се поделени околу деношната политика што ја спроведува владата. 44% претежно поддржуваат повисоки даноци, додека 40% се против ваквиот даночен систем. Инаку бизнисмените побараат до средината на тековната година владата да ги известува за сите даночни промени кои сака да ги спроведе од наредната година. Алармираат дека трпат огромни загуби поради адхок решенијата. Владата од годинава воведе втора повисока стапка кај персоналецот, а претходно без никаква најава или дебата ја зголеми акцизата на дизелот.